Почитувани пратеници, почитувана јавност, ќе почнам од онаму каде што Димитров заврши, зборувајќи за политичката коректност, односно неговите очекувања за политичка коректност. Па ако зборуваме за политичка коректност, мислам дека ќе беше многу политички коректно на крај на се ова што се изнаслушавме во овие 20 години, вице-премиерот Димитров да ни каже дека се зеза. Или во најмала рака да ни каже дека му задзвонил телефонот и дека алармот го разбудил од тој сон. Бидејќи, ако она се што го кажа е вистина, Македонија ниту имаше да биде по вчерашно или денешново објавување дека е хибриден режим, нити дека има пад за 11 места во корупцијата. Но да се вратам малце на еден друг дел од неговиот говор, 20 минутен, нашиот народ вели, кога нема што да кажеш, викај. Но од еден дипломат како Димитров тоа нема да го видите. Тој кога нема што да каже, напаѓа. Бидејќи ова интерпелација не е за опозицијата. Ова интерпелација е за него. А не видовме ништо да каже, освен лаги, манипулации и празни флоскули. Но да се вратам малце порано, бидејќи овој човек е речиси 30 години на политичката сцена во Македонија. Од преговараш за името на Црвенковски, до советник за национална безбедност на Груевски, до министер за надворешни и вице-премиерки Заев. 48 години, 30 години политичка кариера, без разлика кој е на власт, секогаш исклучително на највисоките државни позиции. Никогаш ништо друго нема прифатено. И она што е најжалосно, никогаш ништо нема сработено. Ништо. Единствените работи кои што може да ги каже, учествувал во преговори, бил на состаноци, се обидувал да најде решение. Ништо друго. Никогаш, освен пенкало, нема ништо фатено во рака. А во последниве 6 месеци ни тоа не го прави. Но ќе се вратиме на тоа. Значи, станува збор за еден класичен лицемер политичар, обичен политикант, човек кој што негде средина на 70-та изјавуваше дека редно време било да престане праксата политичари да заминуваат на дипломатски места. А целата своја кариера е дипломат врз база на тоа што е политичар. Ништо нема сработено. Значи, класична хипокризија и лицемерие. Човекот е еден обичен фотелјаш, кој што секогаш сака и има желба да биде на функција. Секогаш многу внимателно, зашто треба рака да му дадеме, како се обидува да го зачува својот образ. Значи, оди до таму, што дури има изјавено дека во 2000 година, односно поднел оставка од тогашната влада кога беше заменик министер за надворешни ради фијаското со Тајван. Ама заборавил една работа. Заменик министер стана во 2000-та, а фијаското со Тајван беше 98-та. Ете, за таков човек дискутираме и таков човек сега ќе ве слушам како браните. Човекот кој што своевремено изјавуваше дека за идентитетот нема преговори. Човекот кој што кажуваше дека барањето од Грција се преседан, дека уставното име е последниот столб на државноста, дека со промена на уставот евентуално ќе се погазело македонското достоинство. Кој го погази? Лично тој. И овој човек треба да го браниме и да го гледаме како некоја фаца која што во држава нешто направила. Не, на ваквите треба да им кажеме дека е редно време да си одат и да дојдат способните и тие што знаат, што сакаат и што се желни да работат. Па во негово време се случуваа пранк скандалите, знаете, Порошенко, Столтенберг и слично. Не во мое време, не во време на господинот Милошовски или некој друг. Во негово време се сеќава некој во овие 30 години скромна историја на Република Македонија да се случувале такви скандали? Не, во негово време. Исто за Бугарија, знаете што изјавуваше? Дека јавноста ќе го има на увид целиот процес. Дека државен интерес е Бугарија да биде поддржувач на Македонија кон ЕУ. Не само што ја немаме Бугарија како поддржувач, туку ја имаме Бугарија во моментов како главен кочничар
за влез на Македонија, односно за почнување на преговорите со Европската Унија. Овој човек има 4 вета за 2 години. 4 вета. Ова е човекот кој што во јуни 2019 напиша: ако нема преговори во октомври, нема да имам лице пред јавноста да зборувам за интеграциите. Па министер Димитров, каде е вашето лице? После таа изјава станувате токму вице-премиер за ЕУ интеграции. Па ако имавте, господине Димитров, не се срамете да ме погледнете лице, до сега сами ќе поднесевте оставка и немаше ни да прифатите позицијата. Ама немате лице. Поради тоа што цел живот сте научени да живеете од државата исклучително на високи позиции. И немојте да лажете и манипулирате дека не сте поднеле одговор на интерпелацијата ради тоа што го гледате ова со индигнација. Пошто вие сте многу повеќе од нас, па не гледате овде нас кои што не гласал народ со индигнација. Како не ви е срам? Знаете зошто не поднесувате? Ради тоа што правите две работи, пошто 2 пати до сега имате поднесено. Првата е да кажете кај сте прошетале на државен трошок, при тоа ништо не е спомнат, односно има резултат во однос на тоа што сте го направиле, а второ е да цитирате кој европски висок функционер кој што изјавил. И што имаме ние како држава од сето тоа? Понижување, тонење, народот не гледа ништо, живее само полошо и полошо, а вие без срам и перде ги трошите државните пари на шетање. Ете затоа немате ништо поднесено. Токму затоа. Да, факт е дека буквално ништо не работите во СЕП. И повторно тука ми зборувавте за компетентност, па и не сте дозволувале да се зборува за вашата работа. Па и нема што да се зборува за вашата работа. Не доаѓате на работа. Во 6 месеци имате одржано само еден колегиум. Значи поминуваат законски решенија и се доставуваат до ова собрание со ЕУ знаменце, без при тоа да се наведат нити регулативи, ниту директиви. И што е најбитно од се, СЕП не дава мислење. Зошто? Која е таа институција со која што раководите? Па тоа ви е законска обврска да го правите. Вице-премиер сте. Треба таму да кажете дека не може ништо да помине без мислење на СЕП. Но се што дојде во ова собрание и имаше европско знаменце, СЕП беше прескокнато. Зашто служите таму? За парада? Да шетате и да ги трошите државните пари? За 6 месеци еден колегиум. Каде ви се печатот и факсимилот? Знаете? Не сте отишле во канцеларија. Мислите дека тоа не се збори, дека опозицијата не го знае? Па има таму вработени, го кажуваат. Значи се обидувате да наметнете една слика дека сте не знам каков работник, вие не знам што правите, а само лажете. Па вие сами кажете, ние да сме кажале еден проект што го работи СЕП. И сами се негирате во продолжение. Велите, СЕП не работи проекти. СЕП организира и координира. Што мислите, овие луѓе овде што седат пијат нафта? Дека македонската јавност пие нафта и не знае? Се лажете, господине Димитров. И тоа многу се лажете. Еве, јас ќе ве прашам. Вие кажете еден проект и пофалете со што Вие кажете еден проект и пофалете со што СЕП го има реализирано. Не СЕП. Еден проект што оваа ваша криминална влада, рекетарска влада, во овие речиси 5 години го има смислено, проектирано и реализирано, или барем сте почнале со реализација еден. 4 години го поставам ова прашање. Еден кажете. Не мора да е од СЕП со кој што раководите, туку буквално цела влада. Нема таков. Вие тука ми кажувате цитати и ми кажувате како ова бил држава светол пример од држава, од живот. Па вчера, односно денес, излезе нов рейтинг каде што не класифицираат повторно неколку години поред во хибридна држава. За вас има знак на еднаквост помеѓу светол пример и хибридна држава. За вас има знак за равенство помеѓу стои не знам кое место на Transparency International за корупција и светол пример. Така вие замислувате државава. Како не ви е срам? Да имавте малку доблест и да имавте малку образ. Таа изјава која што ја дадовте
требаше да си се држите до неа. За жал немате. Благодарам. Фалем данk dat jullie Ви благодарам и јас, Гора Мисовски.